Поинаку звучи сирената на загриженост на функционерите. Таа е насочена во сосема друг правец. Во какви возила ќе се возат? Наспроти спасувањето на човечки животи. Дали да се набават амбулантни возила не се приоритет, туку со колку поголем луксус ќе се надпреваруваат носителите на јавни функции. Затоа и јавни набавки за кожен волан, 6 звучници, металик боја за функционерски возила беа атрактивни за време на пандемијата. Иако воопшто не можат да се доведат во врска со неопходноста и потребите за здравствената криза. Но од друга страна, иронијата да биде поголема, недостатокот од амбулантни возила бил алармантен, токму во време на пандемијата. Центарот за граѓански комуникации сите овие наоди ги констатирал како се злоупотребуваат јавните набавки, дури и во време на корона кризата, кога беше ургентно да се мобилизира целиот здравствен капацитет и да се пренасочи во спасување на човечки животи. На набавката на функционерските возила се давала предност, наспроти необходноста да се обезбедат амбулантни коли. Истражувањето на амбулантните возила го правевме пред 3,5 години, за жал многу набрзо после тоа. Истражувањето беше во 19-та, веќе во 20-та се покажа колку е важно луѓе од цела земја да стигнат во квалитетно, во сигурно пред се амбулантно возило до болница или до Скопје, како што беше случајот со потешките случаи. Истражувањата на Центарот за граѓански комуникации имаат своја мисија. Фокусот се става на потребите на граѓаните, колку власта не им служи, луѓето кои гласале за нив, оние кои имаат моќта, дали таа моќ ја злоупотребуваат, користејќи ги парите на граѓаните од даноците, за своји лични потреби, кои не се во никаква релација со вистинските интереси и потребите на тие исти граѓани. Низ годиниве се трошат милиони евра за функционерски возила, се менуваат на секои 3 години, без никаква потреба и цел. Целта е само да се задоволат огромните апетити на функционерите. Дури во време на ковид пандемијата, ова истражување на Центарот затоа има своја историја, долгата традиција на злоупотреби на јавните пари. Потикнати за ова истражување бевме од 2 претходни истражувања што ги направивме. Првото беше кога ги прашавме сите министерства и општините какви се возила поседуваат, колку се тие возила платени, какви марки и така натаму. И второто, кога сакавме да видиме наспроти ова истражување, какви противпожарни возила имаме во земјава. Двете овие истражувања што претходеа на ова со амбулантните возила покажаа навистина за препастувачки податоци. Ако имаме министерствата и општините, ако имаат службени возила околу 2600, противпожарни возила има само 220. Истражувањето на амбулантните возила покажа дека имаме само 183 вакви возила, при тоа овде спаѓаат сите возила санитетски, и тие што се за брза помош, и оние што се за транспорт на персонал, на опрема и така натаму. Возилата за јавните потреби, амбулантни, пожарникарски, се многу стари и нефункционални, додека функционерските возила се обновуваат на секои 3 години, секако дека чинат неколку пати повеќе од истрошените далеку од употребливи возила за јавните потреби на граѓаните. Паралелата покажа е дека овие возила се и доста стари. Денеска се просечно стари околу 14 години, и уште една работа која што за жал се покажа е дека 3/4, односно повеќе од 75% од сите овие амбулантни возила се добиени од донација. Значи, институциите купиле само околу 25% од овие возила. Или, уште еден за препастувачки податок, ако службените возила на министерствата и општините само, значи не на сите институции, чинат околу 33 милиони евра, амбулантните возила чинат само околу 5,5 милиони евра. Која е улогата на Славица Грковска, вице-премиерката, која треба да спроведува, да надгледува, насочува политики на добро владење во ваквите злоупотреби? Неодамна во дебата на телевизија 24
Таа не можеше да ги види злоупотребите, функционерските коли да се менуваат на секои 3 години преку лизинг, без да има воопшто економска потреба за толку скапи коли, за кои многу пати алармирала антикорупцијската комисија, како и Центарот за граѓански комуникации, но ниту службата за општи работи надлежна за набавки, ниту кабинетот на Грковска не се вознемириле од предупредувањата и загриженоста на антикорупцијската и Центарот за граѓански комуникации. ДКСК ние имаме добиено дека набавката е законски, нема прекршување на законот, значи нема злоупотреба на службената должност и дека се препорачува да се направи анализа. Комплетната анализа ние кој што ја добивме, ја пративме до СОЗР да ја разгледа, да ја спореди со нивната анализа што претпоставувам дека ја направиле и да постапи економска анализа СОЗР. Се уште немаме добиено. Ајде вака ви се најавно разговаравме еднаш после тоа со директорот. Јас не сакам да прераскажувам разговори, сакам да се држам до пишани документи во оној момент кој ќе ни извести СОЗР за тоа какви се наудите, нивните ставови по однос на анализата. Грковска се уште чека анализа од директорот на службата за заеднички работи, Пеце Мирчевски, за вистинската потреба од автомобилите и потрошените пари. Ако никогаш не ја добие, нема да има никакви последици за никога. Антикорупцијската и Центарот за граѓански комуникации со години алармираат дека функционерите не разбираат дека имаат одговорност. Не смеат да ги трошат јавните пари, парите на граѓаните, без да има вистинска оправданост. И за тоа да имаат обврска за отчетност, за секоја ставка, буквално за секој денар на јавни пари. Сега во моментов работиме на ново да видиме колку и дали е сменето во меѓувреме, меѓутоа не очекуваме некои големи промени. Само покажува дека парите на граѓаните мора да се трошат порационално, што се мисли при тоа, да се трошат според потребите, вистинските потреби на граѓаните. Да се има здрави, да се има нови амбулантни возила, противпожарни возила, станува збор за нешто од што зависи животот на граѓаните, а може да се намали од возилата кои што служат за службените потреби. Значи, треба еден вид на прераспределба на трошењата од возила за службени возила кон возила за заштита од пожари и за потреба на сите институции. Докторка Милица Бубало, вие сте раководител на брзата помош, практично сте одговорна за цело Скопје. Колку коли, комбиња има брза помош во Скопје? Значи, точно е, јас сум раководител на службата за итна медицинска помош со домашно лекување и итна стоматолошка помош при ЈЗУ здравствен дом Скопје и го покриваме градот Скопје, околината на градот Скопје, значи сите приградски општини што гравитираат кон градот, како и автопатите Скопје Велес, Скопје Тетово и Скопје Куманово, значи еднонасочно во еден правец. За жал, службата во моментот располага со 10 мастери, кои што, значи... 10 комбиња. Да. Рено мастери, кои што се во екипа. Имаме едно комбе, кое што ни е донација од Комерцијална банка, кој што ни е за поважни настани, затоа што исто така службата како служба ги обезбедува настаните кои што се владините, председателските делегации што доаѓаат во градот. Исто така, сите настани што се концертите, фудбалските надпревари, значи сме вклучени во... И со 10 комбиња го покривате цело Скопје? Да, 10... На колку жители е 10 комбиња кои што не се вклучени во екипи, исто така обавуваме и санитетски транспорт, имаме уште 5 трафика, Рено трафика и 2 Volkswagena за транспорт, кои што не се вклучени, али тие комбиња, значи трафиците малку побавно ни одат, заради тоа што веќе годините си го направиле своето. Кое годиште се тие? 2012 се, така да веќе, што викаме, нели јазот на времето, амортизацијата им е преголема, затоа што комбињата
во Скопската, мислам во градот Скопје што се возат, во рамките на службата за итна медицинска помош поминуваат и над 200.000 километри, 200-250.000 километри. Колку ви се потребни практично, доктор Кебубала, комбиња? Затоа што сте свесни, велите, за жал имаме само 10. Да, го кажав тоа за жал заради тоа што во моментот имаме 8 со 7 екипи, 7 со 6 екипи, медицински зборувам, со толку кадар располагаме. Така да се случува ситуации да, бидејќи едно комбета го должат 5 возачи во сите 5 групи и некој пат комбето воопшто не се гаси. Така, затоа го кажав тоа за жал. По некои правила би требало едно комбе да го должат 3 возачи максимум. Тие се некои стандарди што сме ги читале, што сме ги наоѓале на светски рамки, значи едно комбе би било пожелно 2 до 3 максимум да го должат, за да може подолг период да ни трае. Но и за граѓаните прашувам, колку се потребни реално? Минимум што ни се потребни 15 до 20 екипи, значи да имаме, зборувам за екипи. Но и комбињата веќе се знае дека не може да бидат 15 до 20, тие мора да бидат повеќе, околу 30 до 35 комбиња. Би требале да бидат на 15 до 20 екипи, од прилика сега ова го кажувам, некоја бројка од околу. Таа е бројката што би било пожелна да ја имаме за да може да се справиме со сите проблеми што ги наоѓаме на теренот. Проблеми кога велите, што подразбира тоа? Па, најголемиот проблем не е сообраќајот. Првиот проблем за пристигнувањето на екипите. Исто така имаме проблем, не сме само ние што страдаме со персонал, и клиниките, ургентните центри исто така страдаат со персонал и немаат персонал и ресурси за работа, така да некој пат значи ни се држат носилките на клинички центари по саат, 2 ни се задржува екипата во примопредавањето на пациентот, така да и тоа ни ја одзема екипата од теренот. Кога е долго, мислам, нели, примопредавањето на пациентот во болниците, кога ќе се одуговлечи и тоа не е еден од проблемите, така да има повеќе проблеми со кои што се соочуваме, реално и што се секојдневни. Дали сте побарале од надлежните, заради тоа што вие предпоставувам дека мора да доставите некакво документирано барање за повеќе и комбиња и кадар? Јас како раководител, значи, сум должна да побарам од моите директори, а колку што им, значи, тоа се барани, со барања доставени до директорите на Здравствен дом Скопје, а колку што сум упатена и од директорите, они доставуваат барања, имаат доставено барање врз основа на нашите барања, имаат доставено барање до Министерство за здравство понатаму. И кој е одговорот? За жал, колку што сум јас со последните, значи директорите како што ми известиле дека нашите барања се уште не се прифатени. Зошто има ли причина, образложение? Немам таков податок. Зашто е причината, зашто не се прифатени? Не знам. Имате намера, план да прашате што се случува? Значи, нашиот дел си го завршуваме, мислам, со тоа што бараме. Кажуваме дека амортизацијата на возилата, значи во просек на вакво возење, како што ние постојано нели ни работи комбето, значи ние го гасиме некој пат, е 25% на годишно ниво. Тоа значи дека ние со таква работа на тоа возило за 4 години веќе би требало по некој стандарди да биде 100% амортизацијата. Збориме за светски рамки, нели, мислам, онака статистики, некои што ги правеле во светот. Достоинствено, говориме за достоинствено некакво живење во градот и граѓаните да имаат достоинствени услуги од брзата помош, зашто вие велите дека е необходно, но одговор нема. Еднакво има, еве и вие кажавте дека практично тие не се целосно екипирани комбиња со опрема која е неопходна. Опрема имаме во комбињата. Затоа со најнеопходната опрема? Да, сите комбиња се опремени со дефибрилатори, со ЕКГ апарати, значи сите екипа за, нели,
Со ситови за реанимација имаат комплетна и за имобилизација. Значи сите комбиња со даски, тоа што ни е потребно. Единствено проблем што имаме малку поголем е со шанцовите кравати, кои што нели мора да се стават при одредени повреди на вратот. Заради тоа што ние го носиме пациентот, мораме сами постојано да ги купуваме, кои што не влегуваат, колку што сум јас упатена, мислам, нели ни се како трошок дополнителен екстра ван пакетот. Не ги наплаќаме од никаде, затоа што не наплаќаме брзата помош, не се наплаќа. Да, но заради тоа што немате доволно ниту стручен кадар, ниту комбиња, не можете на граѓаните да им одговорите на вистина на итните случаи. Службата е динамична служба, значи во оваа служба всушност се почнуваш со, како да кажам, со својот работен век. Овдека се всушност службата е како дел од примарното здравство, значи едноставно е основата на секој преглед, мислам, тука може да се научи. Повеќето докторите си одат, значи затоа реков е динамична, заради тоа што после еден одреден период на работа во нашата служба, докторите нели добиваат специјализации и си заминуваат после завршувањето на специјализацијата е потребно да си заминат. Како еден податок, во моментов имаме 27 доктори на специјализација што се излезени од здравствен дом Скопје кои што им е дадена специјализацијата и во моментот се на едукација. Поради тој недостаток тие по некоја смена одработуваат кај нас, малтене да не речам им е нешто делумно работна специјализацијата, заради тоа што сепак да не трпат граѓаните, за да имаме доволно екипи, па и они и поред специјализацијата доаѓаат да работат. Но и онака нема доволно екипи, како што кажавте. Нема доволно, 40 доктори си замина, значи зборуваме за докторската фила, делумно од нив еден дел се, значи, по основ на пензија, а повеќето, значи, тие што се отидени готови специјалисти, што веќе биле во службата и се заминати во специјалистичките служби. Или во странство, може би. Во странство имаме само тројца доктори. Во мојот период има само тројца доктори, колку што јас се сеќавам заминати, али повеќето заминаа, негде имам околу 15 доктори имам во специјалистичките служби на здравствен дом Скопје заминати. Од нашата служба зборувам, а веќе чекаат уште 7 специјалисти готови ги имам во службата кои што треба да заминат во специјалистичките служби, али за жал немаме вработување за да можеме да ги префрлиме докторите во специјалистичка служба. Сте побарале вработување? Да, сме побарали. И што се случува, кој одговорот? Ви кажав, одбиени ни се барањата од министерство, така ми кажа. Без образложение. Лично јас никој не ми објаснил. Да. Ќе го барате ли образложението? Значи, директорите стварно се трудат на здравствен дом Скопје, се трудат да сепак колку што можеме да ги задоволиме потребите на службата и да имаме што е поголем број на екипи и условите да ни се подобри. Али не зависи све од нас. Да. Вие сте свесни, ги слушате дебатите и тешките дебати во македонското општество, како функционерите на секои 2-3 години ги менуваат автомобилите, милиони евра се трошат за функционерските коли, додека кажувате дека имате само 10 комбиња на располагање и мал кадар за кој не ви даваат вработување. Лично јас не знам. Мислам, едноставно малку послабо, да, точно ги слушам дебатите, али не е мое, нити пак јас можам да кажам како и што треба да се распределува. Што е поважно? Колите на функционерите или брза помош во интерес на граѓаните, за најнеопходните, ургентните ситуации на граѓаните? Секој во својот дел. Мисли дека неговиот е најбитен. Така да јас не можам да знаете. Нормално дека секој пат ќе вличам на моја страна. Тоа е секој пат нормално. Не е тоа ваша страна, граѓаните или функционерите? И јас сум граѓанин. Да. И јас сум граѓанин и јас можам да бидам од другата страна пациент. Ви благодарам за овој разговор, доктор Кегувала. Ви благодарам и вам.
Javni zdravstveni sistem v Sloveniji, tako na lokalni kot državni ravni, je trenutno eden glavnih političnih izzivov slovenske vlade. Na vrhu koalicijskih strank pod vodstvom predsednika vlade Roberta Goloba pred nekaj dnevi so ugotovili: stanje v zdravstvu je še slabše, kot si kdorkoli misli. Na lokalni ravni gre predvsem za pomanjkanje družinskih zdravnikov, za prenizke plače zdravstvenega osebja, preslabo organizacijo dela in povečan priliv pacientov. Zato zdravniki in ostalo osebje delajo preko svojih zmožnosti ali odhajajo iz javnega zdravstva. Novih prihaja premalo. Najhuje je trenutno v Ljubljani, kjer lahko gledamo prebivalce vseh starosti, kako tudi preko noči stojijo v vrsti pred vrati zdravstvenega doma, da bi se lahko opredelili k novi zdravnici. V Sloveniji trenutno preko 120.000 ljudi nima dodeljenega zdravnika, kar pomeni, da so brez primarnega zdravstvenega varstva. Zato vedno več pomoči iščejo na nujni medicinski pomoči, ki je tudi zaradi tega skoraj pred kolapsom. Raziskave kažejo, da je zaradi odhodov in upokojitev potrebnih nekaj 100 novih družinskih zdravnikov. Trenutno odgovorni za silo rešujejo problem z vzpostavljanjem ad hoc ambulant za neopredeljene, kamor lahko pride vsak, ki nima svojega zdravnika. Na državnem nivoju je izpostavljenih še precej perečih problemov zdravstva, ki se vlečejo že desetletja in jih nobena vlada ni bila sposobna reševati. Tako kot odhodi zdravnikov, specialistov in medicinskega osebja iz javnega v zasebno zdravstvo ali v tujino, prenizke plače medicinskega osebja in mladih zdravnikov, neučinkovita organizacija administrativnega dela, kar vse rezultira v predolgih čakalnih dobah pacientov, kot tudi izčrpanih zdravstvenih delavcih. Izpostavljena je bila še korupcija pri nabavah opreme in zdravstvenih storitvah, preslab nadzor nad javnimi financami in še posebej pritiski dela političnih, zdravstvenih in gospodarskih elit v smeri večje privatizacije zdravstva, kar posledično vodi v razgradnjo javnega zdravstvenega sistema. Slovenska zdravstvena blagajna je letno vredna preko 4,5 milijard evrov, zato je okoli polno interesov. Vlada se je zavezala k ukrepanju, reformni program bo znan v naslednjih dneh.